Утринава ве поздравувам од базенот Карпош, каде што секојдневно со почеток од 7 часот вратите се отворени за сите оние кои што сакаат да пливаат, да се рекреираат и да спортуваат. Имам чест и задоволство да зборувам со нашиот пливачки делфин Наташа Мешковска, жената која што започна да се занимава со пливање на 7 годишна возраст, на 14 годишна возраст, веќе имаше шампионска титула, беше првата македонка во југословенскиот пливачки тим, учествуваше 2 пати на Олимписките игри во 1992 и 1996 година како пливач, пошто се посвети на незината академска и тренерска кариера, но подоцна повторно 2 пати учествуваше како шеф на делегација на Олимписките игри, огромно пливачко искуство, а еве пред да замине за Флорида, имаме можност со неа да позборуваме токму на незината омилена тема пливањето. Наташа, добро утро. Добро утро, благодарам за поканата, шубаво ме најави, некако ми се напуни душава сега пред пат. Тоа е само мал дел од твоето богато портфолио, од твојата животна и пливачка кариера. Слободно можеме да кажеме дека всушност ти започна да испишуваш македонската пливачка историја, земајќи во предвид дека токму ти си првата македонка во југословенскиот пливачки тим. Точно така, фактите говорат за тоа. Јас и генерацијата на спортисти од 90-тите години имавме таа чест и привилегија да бидеме првата генерација на спортисти кои што ќе представуваат Македонија на во меѓународниот спорт, на сите меѓународни надпревари, и сме првите кои што првпат настапиле на Олимпијада за Македонија. Беше многу интересно затоа што во тој период кога ја градевме државата, 91, 92, 93 до 98 имаше огромен ентузијазам кај сите нас да се представиме во најдобро светло на меѓународната сцена, и навистина беше така. Поттикнати од таа голема желба, поттикнати од мотивацијата што ја добивавме и од дома, и поддршката од публиката и од целата македонска јавност, навистина оставивме белег во историјата на македонскиот спорт. Последниве години постојано си на релација Флорида-Македонија, подеднакво се вложуваш и се даваш и таму на пливањето, но и тука кај нас. Какво е пливањето кај нас? Колкав е интересот и дали повеќе младите генерации или возрастните генерации ги знаат, ги ценат и ги користат придобивките на овој спорт? Ја имам таа чест и благодарна сум многу за тоа што ми е мене професија. Тоа е едукативна работа. Работам како професор на Факултетот за физичка култура и спорт. Истовремено работам и како тренер во еден од клубовите во Скопје, тоа е Аква Про клубот, кој што токму тука на овој базен Карпуш ги одржува своите термини. Ние во Македонија имаме ризница на талентирани деца. И тоа е една голема предност. Навистина ова е спорт, пливањето е спорт со кој што секој дете буквално треба да се запознае во одредена детска возраст. Зошто е тоа многу битно и зошто е тоа секаде во светот така? Затоа што пливањето го викаат основен, базичен спорт. Секој дете пред се треба да научи правилно да плива за да биде безбедно во вода и да биде самостално во вода, да ги научи пливачките техники, а подоцна ако тренерското око препознае талент кај тоа дете, убаво е тоа дете да продолжи со овој спорт и да постигнува повисоки резултати. Исто така би сакала да напоменам дека преку пливањето активна е целосната мускулатура на телото, се совладува отпорот на вода и токму ради тоа се создава топчеста мускулатура на телото. Влијае многу позитивно на развојот на локомоторниот апарат на телото, влијае позитивно на кардиоваскулаторниот систем. Значи, исто така ментално многу убаво влијае, бидејќи водата кај децата буди една голема радост, водата кај децата буди среќа, убави емоции, чувство на убавина, и од пливањето имате само бенефиции. Значи, нема фактор повреди, бидејќи децата се во вода. Многу интересно е што пливањето се препорачува за луѓе на секоја возраст, па дури и на оние повозрастните, кои што се над 60, над 70 години, токму ради овие работи што ги напоменав, дека не може да се повредат, дека го истегнува рбетниот столб, дека немате оптеретување на кичмата при пливање,
И затоа е единствениот спорт со кој што буквално може секој човек да се занимава и рекреативно, а за децата и по-професионално. За условите околу базените нема во оваа пригода да зборуваме, затоа што сакам да ставиме акцент на убавите работи. Еве, нашиот главен град го има за среќа базенот Карпош, но имавте една убава активност во градовите ширум Македонија, една пливачка школа Пливај и уживај со Eurolink. Какви се впечатоците од сето тоа што се случуваше во градовите и каков беше приемот на децата што имаа можност да бидат дел од ова? Па тоа беше навистина еден одличен проект, поттикнат од компанијата Eurolink и госпоѓата Олга Костовска, со кој што заедно го реализиравме. За прв пат направивме низ цела Македонија во секој град каде што има било каков базен, да го искористиме и да направиме пливачка школа. Што значеше тоа? Дека во летниот период ние во десетина градови низ Македонија реализиравме пливачки школи со кои што овозможивме децата и од помалите градови да научат да пливаат. И што е многу битно, Eurolink го возможи тоа да биде бесплатно. Родителите да немаат буквално никаков трошок. Им овозможија пливачка опрема, која подоцна им ја оставивме на користење, им овозможивме да ги едуцираме што е пливањето, какво спорт е, и им подаривме вештина, односно да научат правилно да пливаат, а тоа е нешто што ќе им остане за цел живот. Така да, навистина беше одличен проект, одлична идеја. Се надевам дека повторно со некоја друга компанија ќе имаме таква можност низ Македонија, децата во некој континуитет, постојано и секое лето да го правиме тоа и да ги обучуваме. Наташа, каква е состојбата во моментов со млади пливачки таленти? Ние, како што претходно кажав, навистина имаме талентирани деца. Децата кај нас во Македонија постигнуваат европски резултати до некоја возраст 14. За жал, после тоа ни се случува откажување на децата од спортот, бидејќи немаме систем со кој што тие деца се поддржани од државата. Се е оставено на финансирање од страна на родителите и бидејќи спортот е една сурова средина во која што вие имате природна селекција, ние сега доаѓаме во ситуација да селекцијата на децата ни зависи од нивната социјална средина. Ако родителите имаат можност финансиски да си ги поддржуваат децата, детето ни останува во спорт. Ако немаат, ги губиме децата и за жал тоа ни е сегашната реалност. Интерес има за пливањето, интересот е огромен. Дури базенот Карпош веќе нема капацитет толку многу деца да прими и толку многу клубови. Меѓутоа, еве ќе се бориме, апелираме цело време дека треба да се градат нови базени во државата, особено покриени базени кои што би можеле да функционираат во текот на целата година, бидејќи навистина ова е спорт кој што директно позитивно влие на здравјето на сите граѓани, особено на децата. Многу е битно да имаме деца кои што психофизички ќе ги развиваме здраво, затоа што подоцна тие се нашите граѓани кои што треба да ја водат оваа држава. Ако немате работно способни луѓе, нема да имате добра земја за развој, така? И нема да имате, како да кажам, придобивки. Затоа е битно децата да спортуваат, особено да се бават со овој спорт. Ги спомнавме претходно и повозрастните и јасно е дека пливањето е многу значајно за општа благосостојба на телото, за одржување на кондиција, одржување на здравјето. Луѓето во возрастни години колку пати неделно или месечно треба да практикуваат пливање? Би сакала малку во моментов оние што не слушаат и што не гледаат, а што не доаѓаат, да ги мотивираме и да ги активираме. Многу е убаво луѓето во повозрастни години да пливаат 2 пати неделно, да речеме, да почнат со некој таков континуитет. Базенот Карпош си нуди можност да си земете месечна чланарина, која што е навистина со реални цени. Секогаш е добро да се инвестира во своето здравје, нели? Тоа е најважната работа во животот. И кога ќе се фати некој континуитет од 2 пати неделно, после самиот човек некако се навикнува и се навлекува на пливањето, се чувствува добро после пливање, енергијата е промената, ги стимулираме хормоните на среќа, на љубов, и самиот човек што почнува да плива ќе види дека
Тоа е навистина добра работа, му прија, има голем бенефит и добро е дури да се плива и 3 пати неделно. Така да за повозрастните топло го препорачувам пливањето. Опремата пливачка не е некој, да кажеме, голем трошок, може лесно да се набави, ви требаат само една капа за пливање, наочари за пливање, купачи секако, пешкир и папучи. И пливајте и уживајте. Наташа, бидејќи веќе утре патуваш и се враќаш во твојот втор дом, кога наскоро пак да те очекуваме во Македонија? Па јас секако имам обврски на факултетот, се надам дека после новогодишните празници ќе бидам тука повторно. И на располагање на сите деца што сакаат да пливаат, а секако и возрастни. Да напоменам дека никогаш не е касно за возрастните луѓе да ги научат правилно школски да ги пливаат пливачките техники. Убаво е да си земете тренер, побарете се стручно лице кое барем за почеток ќе ве води, ќе ви даде добри инструкции за тоа како се дише правилно во вода, како се изведуваат правилните движења и стоиме на располагање на сите што сакаат да пливаат. Да, впрочем, и пред да го започнеме снимањето, говоревме токму за еден таков пример, кога жена во зрели години, која што никогаш не мислела дека ќе научи да плива делфин, многу лесно за неполни месец-два ми кажа дека ја совладала техниката и просто до ден денес не се верува дека може да го направи тоа и таа. Точно така, возраста не е лимит, никогаш не е касно да научиме нови вештини. Секогаш кога човек има желба и е посветен на нешто, со помош на тренерот и стручното лице, резултатот е многу брзо видлив. Така да повелете сите што сакате да пливате, да бидете дел од пливачкиот спорт. Наташа, ти благодарам за одвоеното време, за позитивната енергија која што ја сподели со нас и со нашите гледачи. Ти посакувам добар пат и што поскоро да се видиме повторно тука во твојата вообичајна и омилена средина на базен. Благодарам за поканата, секое добро. Ми беше чест и задоволство, а ете, верувам дека ве мотивиравме и инспириравме без разлика дали сте во зрели години да доаѓате на базени да пливате или доколку имате деца, да се потрудите да ги мотивирате да ги запишете во некој од спортските пливачки клубови, затоа што пливањето на вистина е еден од најблагородните спортови и може животот да ви го помени на позитива. Ви посакувам убав остаток од денот, останете и понатаму со утринската програма Добро утро секој утро на телевизија Алфа.